Дали со 8 милиони исплатени за камати за превоз од 2012 до 2017 година се финансираше кампањата на градоначалникот Лјупчо Папазов. На втората седница на Советот на општина Кочани советниците фатени во магла и непознавање изгласаа контроверзна одлука со која овозможија на превозникот Автоатом да му се исплатат 8 милиони денари по основ камата за превоз на ученици за период од 2012 до 2017 година. Може би секе беше нормално и прифатливо за јавноста, доколку овој превоз не се одвиваше по цени од 4 до 5 пати повисоки од редовните, кога за превоз на релација Кочани-Грдовци се плаќаше по 120 денари. Несватливо е како доверителот Автоатом 4 години не проба да ги наплати, кога тоа можел да го направи, кога и да посака. Сомнежот е уште поголем, затоа што при првичната презентација на ребалансот од страна на раководното лице на општината, овие камати не се спомна за подоцна да се убедуваат дека подобро било да ги платиме отколку да ги вратиме на Министерството за образование. Ние денес повторно ве прашуваме, а вие имате обврска да одговорите на кочанската јавност. Кој даде налог буџетски да се вметнат 8 милиони денари за исплата на камати за долг за кој никој не зборуваше 4 години? Дали раководителите на институциите кои со своето несовестно работење во периодот од 2012 до 2017 година ќе сносат лична одговорност и ќе ја надоместат штетата од 8 милиони денари? Зошто превозникот Автоатом не ги наплати решенијата преку извршител во период од 2017 до 2021, кога знаеше дека општината е во одлична финансиска состојба? Дали собственикот на Автоатом предизборно се договори и ги врати во игра ненаплатливите и неосновани побарувања за камата? Дали со овие 8 милиони денари се финансираше дел од прескапата кампања на градоначалникот Лјупчо Папазов? Институциите се должни да ги заштитат буџетските средства. Никој нема право средства наменети за инфраструктура и подобрување на условите на учениците да ги пренаменува за камати. Го повикуваме и Министерството за образование да се вклучи и да испита како се користат нивните средства. Се вели во соопштението испратено од општинската организација на СДСМ Кочани.